Прославувањето на 1 мај во Македонија беше организирано за прв пат по неколку години од донесувањето на решението на Втората интернационала за одбележување на 1 мај за Ден на работничката класа. На овој ден и работниците од Македонија на дело започнаа да ја манифестираат својата интернационална солидарност со меѓународниот пролетаријат. На тој ден, од година во година, извиците слобода, правда беа се погласни и помасовни. Се збогатуваа содржините, револуционерните истапувања и барања. Тоа беа прослави под црвеното работничко знаме, кое имаше цврста социјалистичка подлога во Македонија. Особено беа масовни прославите по 1937 година, поточно по доаѓањето на Јосип Броз Тито на чело на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Од тогаш сите манифестации се одржуваа под непосредно раководство на партијата, која беше нејзин предводник, организатор и воедно заштитник на нејзините класни интереси. Штрајковите и демонстрациите во првомајските денови беа секоја година вообичаена гледка ширум Југославија. И во текот на Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција, борците и старешините на партизанските единици, како и пред војната, го прославуваа светлиот датум 1 мај. Во половината на април 1943 година и во токот на месец мај, главниот штаб на Народно-ослободителната борба на партизанските одреди на Македонија и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија боравија во местноста Горни Лопушник. Од кога се собраа многу поголем број на партизани, меѓу нив беа и другарите Кузмен Јосифовски Питу, Страхил Гигов и Цветко Абас. Во тоа време се средеа базите, а меѓувремено дојде и другарот Темпо. Во базите во тоа време бевме негде околу 20 души. Во очи на 1 мај другарот Питу ги обавести сите, а меѓувремено ми една група партизани, пошто македонското знаме веќе постоеше тамо, и ни постави задача да знамето на една бука го дигнеме, а во исто место другарот Пито и одржа краток говор кој се однесуваше за значението, историската улога на работничката класа и прославата на трудот. Во меѓувреме некој партизан по името Тогај Димо рецитираше уште една песма. Сите ние бевме возбудени. Оти прв пат, као помлади партизани, дочекавме и сите ја гледавме знамето македонско, а и прв пат чувме поблиско и поконкретно за значението и славата на 1 мај, и тоа во базата на Горни Лопушник. После говорот на другарот Пито и после рецитацијата, после тоа сите се собравме со пеење на партизански песми, и тој ден беше и као прослава што се приреди и подобар ручет и подобро јадење. По такви спомени и сеќавање, целиот ден беше во битна прослава, во веселба и имаше искажување. Само да спомнам и тоа, да имаше и постари партизани кои искажува и некои прослави, акции за прослава на 1 мај, кој било во минатото. Ние као помлади партизани сите бевме заинтересирани и пажливо ги слушавме сите излагања на сите тие другари во токот на тој ден.
На 26. февруари формираме у Жегляни 3-та македонска бригада. Јас станах комесар на 3-та македонска ударна бригада. Со наближување на 1. мај, имајќи го едно огромно искуство во југ на Србија, каде што бе комесар на 1-ва јужноморавска бригада, со една група приступи да организираме една озбилна прослава 1. мај во состав на 3-та македонска бригада, во состав ту беа и Косовскиот батальон и 6-та јужноморавска бригада. Тамо негде, дали село Кочуре, али главно на тај терен беше построена единица и програм. Имаше прво пејачки хор, ту иступи со оперски арии покојни Грнчаровски, мислим, Томче. Онда имаше рецитација и хорски скоро со сите снаги испеа се и марш на 3-та македонска бригада, компонована од Панче Пешев и поетот Ацо Шопов. За драмскиот дел, мало да будем нескромен, ја од романот Како се калио челик, издвоих онај дел кога се најавува веќе да е Ленин умрел и направи една екипа. Онај работник кој требаше у работилница да најави да е Ленин умрел беше Шилјо, го викаме, иначе беше генерален директор по војна на Југопетро. Како му име, ја и сега не знам, само го знам како Шилјо. Ми то немаше смисол да психолошки се тако унесе у тај еден трагичен момент да е Ленин загинал. И дојде, Дугој, Ленин е умрел, а смее се. Врнал го еднашка, врнал го втор пат, трет пат и сфрли го од екипата. Најде един човек кој најави да е Ленин умрел и онда ту онај дел од романот како работници на еден начин овако евоцират животот на Ленинот и донесува се одлука за едно масовни прием во партија кај работници. И ние после завршување на приредба отидоваме на масовно прием у бригада, така да примиме околу 28 нови членови на партија. Али морам да напоменем да и присутни беа и селјани од селото и они беа толку воодушевени, иако не професионални глумци, се то и хорот, и рецитации, и песми, и оваа драма испадна многу успешна и верувам да е останала во сеќање на сите присутни тај ден кога го прославуваме 1. мај. Девет април 1942 година дојде платнико и тоа што даскало кај мене и ми рекоа да спремам за 1. мај, ќе славиме 1. мај со одреда горе Пелистер. И така, јас во петок одидов, купив од Кромијет, купив некои разни зеленчуци. Ми порачаа да купам едно јагне. Јагне да купив тука од комшиве. Го изодо јагнето му го одрав, го спремив, го исчистив и му пратив угаре по панде и стебом и таносче. Го однесо горе јагнето баш на денот на 1. мај. Јас ка сабаљето станав и излегов сред село, бидејќи требаше и јас да заминам таму, име ме покането да додам со нив заедно. Излегов сред село, поседов малце, гледам еден војник трча со една бухалка враца од оние бомбите. Помина покрај мене, иако ме познаваше, не ме ни поздраве, замина. Мене им падна сумљиво. Сигурно ќе биде некоја провала оваа. Се присобраме неколку души тука, од селото, другари, Панде Ташковци, Панде Саламовци и многу други. Тргнаме кон гробишто да прошетнем, јас баш тогаш ми интересираше да видам некој како, да нема некоја збрка, нешто, да нема некои војници, нешто се претрва. Тама најдоме таму, гробиште, се сликавме, поседуваме малку и ајде реко да си бегаме. Доста е седење. Тие викаш зошто па сега амџак дојдеме тука, ти викаш за овде, а сега викаш да се чуеме. Ако поброја ќе име дома, реков, имаме на работа, сега ми дека имаме на работа да ја свршам. И навраќање назад стигнаме до пред Синдол
ето ти од Дихово еден официр и еден војник. Официрот излезе пред нас, го издаде пиштоло, застана, рече, арестувани сте. Застана војникот зад нас. Кога излегаме на средството, кога гледам, го донесоа, тука беше Никлецо и Ѓорѓи Наумов. А пак, Стево Тефико беше многу тепан и беше во колата натре, затворен. Не го видам иш него. Којдов така, гледам, тие торбите тука исфрлени, јас лично мој торби бе кромит, пиво имаше сливи црни, некои работи така, зеленчуци за такова за манџата. Трајање. И се правиме како да не се познаваме со другариве. Дојде еден полицај и му се сврте на Никлецо. Му вели, добре бе, рече, ти рече, добре со този рече, личи рече за комита. Ами ти, мамата твоја, осети работи му вели, туку дај на цигара кој имаш му вели. Цигара, каква цигара бе, рече, бе куршумо, но скъпје. Абе, тргај ти да оплатам, има кој да те оплати, рече. И кој те учи така, рече, Сталин ли те учи тоа? Сталин, не Сталин, тоа не е твоја работа, му вели. И така, посредуваме малку тука, не крена, не однесоа во битоля, тие башка кладоа негде во некои други соби, ние башка сиде. И една вечер, 2 вечери наќеваме долу сите заедно. После ни спуштија, само 2-3 задржа, нас другите ни спуштија увере. И така, ако разбраме дека одредо се расформирал, таму го затвориле некои истепале. И така, таа година 1. мај не го прославиме заради тоа што не затворија сите и се расформира одредо, се разделе. Некаде пролета, деновите пред 1. мај, бригадата се најдуваше во голема припрема. Самата прва македоно-косовска бригада беше, долу се најдуваше во Грција, некаде костурските села, кај Бапчур, Турие, се делимично одморена од богомилскиот поход, припремена со нови борци кои што беа пристигнати од Преспанскиот одред и припрема извршена во селата на Винени и Нивици, односно војна припрема, се приклучи таа група од 60-70 другари и другарки кон прва бригада, затоа што према положбата која се најдуваше Македонија во тоа време, главниот штаб на Народно-ослободителната борба и партизанските одреди на Македонија, знаејќи ситуацијата и времето стигнато веќе пролетје, мај наближува, требаше да се отпочне со нови борби. Бригадата на 19 април тргнува на 10-дневниот марш за да ја ослободи Дебарца. Беше некаде 27 април. Ние се најдовме покрај брегот на Преспанското езеро, покрај селото Лак. Тука за наше изненадување наближуваат дните за 1. мај. Бригадата цела беше заедно собрана, затоа што да напоменам и тоа дека бригадата се состоеше од 2 македонски батальони и приклучена една руска чета, руси кои што беа заробеници кај германците, а меѓутоа пребегани пак за во партизани, и група на косоварски батальони, кои сите ја сочинувавме прва македоно-косовска бригада. Со чунковите насобрани од поселата се влеговме во тие чункови, како ние така и нашето оружје, и во колона чунковите напред знамето на бригадата.
со песми во борба, со песми Слобода е мила, слобода е се, го поминувме Преспанско езеро и дојдовме на другиот дел на Преспанско езеро, кој што се најдуваше во тоа време под бугарска окупација. Кајчината повторно се враќа, затоа што требаше и останатите другари да се префрла. Тука цела бригада се спои, наближуваја деновите на 1. мај, некои другари дофрлуваја. Сега треба да имаме демонстрации по градовите, то сигурно нашите другари ќе ги имат, а ние, нашето прославување на Денот на работниците 1. мај, ќе го поминиме токму изгледа во борби, ослободувајќи повторно Дебарца. Бригадата во колона по 1 тргна на правецо према Галичица и низ Галичица. Тука наидовме и на снег, и на дош, лапавица. Во еден момент рекој одмор, сите испоседнати уморни, исполегнавме на снегот, туку едно време некој рече, слушајте другари, сега изгледа ќе одиме во некое место кај што треба сите порачки да давате кому што се јади, а ние изгладнети толку многу да стварно на некого не му беше стало до шала, меѓутоа и шали беа во тоа време потребни. Кој едно време некој рече дека испратена патрола во близина се најдува селото Завој, да се види каква е ситуацијата таму и дека таму се планира да ние одморуваме. Влеговме во селото, не распоредија по куќите, некој веќе се беше расоблекол да се суши, некој доручковаше кај тие домаќини кои имаја храна, затоа што секој немаше храна да не нарани, додека припремато ни јадење, ние веќе некој испиевме. Меѓутоа во тој момент истрел слушнавме. Истрелот значеше дека ние треба сите повторно да се собереме во окуп и дека не чека уште одма борба. Ни одморни, ни наспани, ние повторно собрани, појдовме на положаите. 1. мај денот се наближуваше, значи отпочна нашите борбите, кои што така ќе прославиме изгледа 1. мај. Некои наши другари кои што беа на крајот на селото, од каде и што дојде тој истрел, веќе завзедоа положаи, закрил му беа куќите и некои камења низ селото и почна борба со бугарите. Некои други завзедоа положаи изнад патот. Група една, дал беше 4 батальон на косовари, некаде веќе е на џадето и има на мета 2 камиони кои што полни со бугари и германци доваѓа на кај селото Завој да не нападнат нас. Меѓутоа, кога веќе косоварите ги нападнат тие 2 камиони, а од другите страни секаде веќе се води борба околу Завој и во самото село Завој, тука обезглавени германците и бугарини оден час ги снема. Во оваа борба прилично големи успеси имаме ние и ако борците беа прегладнети се покажаја. За да би главнината сега прешла понатаму и патот го продолжиме затоа што цилта беше 1. мај да го пречекаме во Дебарца, продолжи бригадата и требаше да се помини џадето Охрид Битола. Тука се определи една чета на Косовска и една чета македонска кој што ќе ни држи заштитница и главнината од бригадата, како и неколку ранити кои што во борбата во Завој ги имавме. За жал, само еден другар Ристо ни погина пушкомитралезец. Се префрливме од таа страна на страната на Велмеј. Повторно некаде горе во планината, наидовме на снег, рекој повторно одмор. Се чудиме зашто сега баш овде одмор кај што нема ни поточе вода да се напиеме. А плюс тоа што бевме гладни, бевме уште повеќе и жедни за вода. Меѓутоа разбравме дека пратена е патролата да испита положбата во селото. После кратко време, некој и поспа малце, се прочу глас, другари изгледа пак борба ќе имаме. Патролата која се беше вратила од селото Велмеј расправала дека, како дознават од селаните кои што биле некој наполе, некој в село, дека големо движење на германци и бугари се најдува секаде околу Велмеј и во тие планини. Значи, они го видоа правецот на бригадата, каде бригадата е усмерена на кој правец да оди, они отворија тука и споседнаја. Немаше друг излез, пробив мораше да се врши. Една наша чета покуша да се пробие на еден дел од Велмеј.
Меѓутоа, тука биле бугарите толку многу укрепени во ровови, да стварно неколку наши другари тука беа ранети и погинати. Пробивот не беше на тој правец извршен. Други, на повеќе места околу Велме, борбите се развиват. Во еден момент слушаме премногу големо викање јуриш. Борбата не стивнува, се води борба жестока. Во тој момент патот е пробиен. Тука е бугарскиот пост, кој што нашите другари 4-тиот батальон на косоварите го завзеде постот. Исто така група на наши другари кои што беа на другата страна, они заробија неколку души, како и овие косоварите бугари. Арнома, некој од нашите му викаат, ајде сега идите со нас во партизани на бугарите. А они тогаш фатија јако мажи, фатија да плачат, не сакајки, да дојдат со нас. Овде новите партизани, кои што немавме оружје, се снабдивме со оружје и муниција сите и го продолживме патот кон Слатина. Меѓутоа, тука веќе бугарите не се појава, затоа што таа територија веќе припаѓаше на албанците, им беше дадена на балистите. Ко се дозна преку селаните дека голем број на германци се испоседнати, при помош му се дојдени и балистите, и дека ќе имаме изгледа жестока борба. На повеќе места, на повеќе групи беше прва македоно-косовска бригада одвоени и се отпочна, некои беа на положаите кај извор, а косовските единици беа некаде на положите од кај Боту. Од кај Боту веќе почна да се водат борби. Ете така, од борба во борба, нашата бригада го и пречека и прослави 1 мај, денот на работничката класа. Шестата офанзива ја захвати и Македонија. Формирани се веќе двете македонски народно-освободителни ударни бригади, првата и втората, и се стално во борби. После тие борби, бригадите веќе се стално во офанзива, како што порано бевме ние секој пат гонети од германците, од бугарите, сега сме во офанзива, затоа што тоа се оперативно-тактички единици. На Граешница ги разбивме еден цел бугарски батальон, од ними загинаа 40, 17 заробивме, ние дадовме 2 жртви. После тоа се враќаме назад, на Бигла разбиваме навигационната станица на германците, кој што служеше за обавестување на Балканот на тој дел, Грчка, Албанија и двете Македонии, Егејска и Вардарска. После тоа со усилен марш стигнавме во селото Лаген. Во селото Лаген беше некаде попладне, каде што се припремавме да го прославиме 1 мај. Таму изорганизиравме све. Направивме и една бина, кој беше оградена со шаторски крила, така да таму требаше да се изведе онаа представа што требаше да се изведе пред борците и пред селаните. Добро, тоа се изорганизира све, во агитпропот начело стоеше Лазо Мојсов и Кочко, Перо Богданов, така да во таа организација учествуваат и други помлади, Јануш, Петко Шапазов и уште други. Перо Михајловски. Значи, тоа е една јака екипа за агитпроп, кој што у тоа време многу работи убави приредуваше, кога влегувавме во селата, кога ослободувавме повеќе села. Во овоа село Лаген тоа е на територијата на Егејска Македонија. Со тој усилен марш борците беа изморени и легнаа да одмарат ноќта. Сабајле кога станавме во 5 саатот, гледаме снег преко 30 см. Не изненади тој снег, иначе дента беше топло. Што да се прави сега? Што да се прави? Најдовме на школа, врло погодна. Не може да собере све, но сепак и у дворишето, пенџерите, вратите отворивме, така да сето тоа се изведе многу добро. Падна одлука да зборувам прв ја, затоа што како предратни комуниста и штрајкач у времето на бивша Југославија 37 година, во кое во тоа време и познавав и синдикатите, а нарочно урсовите синдикати. Зборував за тоа време како се славеше 1 мај, а плюс тоа и колку беа важности тога еден 1 мај да се зборува за 1 мај на денот на работничката класа. Зборував за борбите што ги водевме тие 2 дена, кои беа многу тешки во Граешница и на Бигла,
И после тоа зеде збор комесарот на штабот на бригадата. Тој кажа неколку збора во Белград како се славеа синдикатите, а како трет зборуваше Борка Темелковски Лилјакот. Тој даде едно обширно овака до тога и дејсување на самата бригада. Тој зборуваше за политичката ситуација, тој зборуваше за народно-службените одбори и партиските комитети, што и дават на народно-службачката војска, то jest на нашите батальони и бригади. Се знае, одма се отпочна со скечот Ѓорги Магаревиќ, Магаревски, како што имаше многу имиња. Тој беше најпопуларен тогај. Тој беше, ми се чини, режиран овака од Владо Малески и го применувавме во сите бригади. Тамо се пеа и песни, се пееше Белата маџирка, се пееше од Вардар до Берлин, се пееше песната Излегол Гоце Делчев да се прошета низ Пирин планина, за Јанета Сандански. Песните бева тие. Скечот од како се изведе, тоа беше едно веселје големо, заедно со селаните и партизаните, и на крајот Кочко со она негова умилена песна, кој на сите представи и на сите веселби кога влегувавме во селата, Кочко мора да испее Ленка. И така да со Кочковата песна Ленка заврши самата приредба. Селаните одма сите не повикаа по куќите на ручек и можам да речам секаде сме биле дочекувани така убаво, така топло, но тој ден на 1 мај во куќите во Лаген, во селото Лаген, бевме толку убави дочекани, сите партизани бева на ручек, имаше куќи дури некој, па како кај нас да нема? Некаде каде што бева 5-6 ќе одвоиме двојца, така да сите селани задоволивме и кај сите бевме нагости, така тој 1 мај најубаво го прославивме. Како што прославивме 44-та година 1 мај во Лаген, исто така бригадата со својата припрема го настави маршот за понатамошните борби и се договоривме дека идниот мај ќе го славиме во нашиот главен град Скопје.